Европската слободна алијанса ја поздравува посетата на независниот експерт на Обединетите нации Геј Макдугал во Грција, која се интересираше за игнорираните малцинства во оваа земја. Слободната алијанса, каде инаку членуваат Виножито, ИОМО и Линден Пирин, смета дека оваа посета е резултат на долгогодишниот притисок врз Грција од разни страни, вели директорот на алијансата Гинтер Дауен. Многу сум среќен што меѓународни организации како Обединетите нации и Советот на Европа се интересираат за прашањето и имаат волја да одат на терен. Ваквите посети се резултат на притисокот што се врши врз Грција во последните декади, бидејќи ова не е ништо ново. Сите знаеме дека меѓународните организации имаат тенденција да реагираат бавно. Од предстојниот извештај на госпоѓата Макдугал, Слободната Европска алијанса очекува прашањето за македонското малцинство во Грција конечно да се интернационализира. Ова ќе ја продлабочи каузата на македонското малцинство во Грција и во секој случај ова ќе ја изнесе на виделина пред светот ситуацијата на македонците во Грција. Дауен жали што Европската комисија преку последното писмо на претседателот Баросо до премиерот Груевски се огради од прашањето на македонското малцинство во Грција. Од друга страна пак Слободната алијанса успела да издействува реакција од комисијата за македонците во Бугарија, подсетува директорот на Слободната алијанса. Се сретнавме во април со Европската комисија и тие ни ветија и потоа потврдија дека и пишувале писма на бугарската држава за да го стават проблемот на маса и побараа да се најде решение за нерегистрирањето на ОМО и Линден Пирин во Бугарија. Слободната Европска алијанса како и досега ќе продолжи да го отвора прашањето за македонското малцинство во европските институции во Брисел и во Страсбург, ветува Дауен. За подсетување, оваа организација досега има напишано бројни писма до сите европски институции за прашањето на македонците во Бугарија и во Грција. Од Брисел за Канал 5, Тања Милевска.